Не се потпишавме на никаква иницијатива во моментот. Нашиот Зошто став... вие сте за уставни измени? Не, меѓутоа, видите, уставните измени се прават во собрание. Зависно од својот став про или контра уставните измени, партиите добиле одредена квантум на пратеници. Нема што да експериментираме и да поддржуваме потпишување на вакви или такви иницијативи. Нашиот став е јасен. Ние сметаме дека се потребни, прво дека не се штетни, затоа што го откочуваат процесот на интегрирање на државата во Европската унија, кој што нели сите сме согласни дека ни е исклучителен приоритет. Второ, затвараат според мене едно прашање кое што децении наназад во Бугарија беше многу безобразно представувано дека ние сме еден народ во две држави. Трето, не се на ниеден начин опасни, затоа што ние сме држава која што има и во моментот устав во чија преамбула се внесени повеќе етнички заедници, така да ова прашање не ја менува природата или карактерот на уставот. Зошто не се потпишете на иницијативата на ДУИ тогаш? Нема потреба да се потпишуваме на никакви иницијативи. Па ете, за да влезе формално, треба 30 пратеници, тие немаат сами 30 пратеници. И да бегаме од суштината на проблемот. Имаат обврска поставена од Европската унија, прифатена од нас како таква. Треба власта да биде таа која што ќе го инициира тоа, доколку навистина, а не што би рекли они да шират пердови, имаат намера државата да продолжи и конечно да се интегрира во Европската унија, односно да го продолжи патот кој што самиот по себе носи сериозен бенефит. Добро, вие го поддржувате овој така наречен француски предлог, иако 4 години сме веќе заглавени на тој пат за евроинтеграција, го кажав ставот на ВМРО ДПМН. Сега прашањето ми е за вас, зошто верувате дека Бугарија нема да става нови блокади ако се донесат уставните измени? Го слушаме и Радев, кој денеска беше избран, беше конституирано собранието, ќе биде изберен наскоро за премиер. Тие велат уставните измени се само првиот чекор, потоа очекува да се исполнат протоколите, да има резултати од историската комисија. Зошто мислите дека нема да се повтори 2020 година кога повторно дека ни ставија вето? Прво, поучени од пропагандата и однесувањето на нашите власти овде, јас верувам дека е она што особено во предизборија и во Бугарија се шири како наратив, може да е повеќе политичко од суштинско и правно, од суштинска и правна намера, меѓутоа ние имавме, еве го Радев избран сега, имавме 2 години во кои што не правевме ништо, дури имавме владина реторика и дома и надвор која што практично ги заоструваше или отежнуваше било какви расчистување на овој предмет. Меѓутоа, ситуацијата е јасна. Имаме француски предлог. Да, но тој гарантира само да се отвори првиот кластер. Не гарантира ни дека ќе се затвори. Не гарантира дека ќе се отворат вториот, третиот, четвртиот, петтиот, шестиот, седмиот кластер. Е битно како знаете дека Бугарија по 6 месеци нема повторно стави вето. Да не излезе да се промени уставот и после 6 месеци пак да бидеме блокирани. Зошто верувате дека Бугарија кои сигнали ги добивате вие за да верувате дека тоа нема да се случи? Имаме меѓународни гаранции дека тоа нема да се случи, меѓутоа сега да ја поедноставиме работата. Треба да седнете да го решите проблемот и да одите понатаму. Со тапкање во место, а паралелно на тоа спроведување на грабеж и корупција институционална, не правите ништо осим што се богатите. Значи, не можеме ние да седиме сега во место и да чекаме од небо да ни падне решение. И тоа е една од обврските на власта, да биде одговорна и да ги води процесите. Така да ретроградни процеси и стоење во место никому не носат бенефит. Обврска е на власта тој процес да го движи. Да, но што ова ние бараме гаранција, од кого бараме гаранција. Па ние со целото време што продолжуваме да тапкаме во место, ги слабееме нашите позиции. Па Црна Гора е на врата на Европската унија, Албанија исто. Тоа го спомена и председателот Филипче на последната пресконференција. 1 година од кога го добивме кандидатскиот статус, Црна Гора стана
Црна Гора како независна самостојна држава. Срамота е. Господине Фрчковски, во моментов има информации, Вајц ги потврди дека во Брисел циркулира нон-пейпер од Бугарија во кој не ги проблематизираат само уставните измени. Сега и корупцијата им сметала во Македонија и поради тоа ние не требало да станеме членка на него. Очигледно уште сега си отвараат пат за понатаму повторно да ни прават обструкции. Пак ќе ви кажам, не знам за ова што ми го споменавте и ваквата варијанта. Иако прашање колку Бугарија може да говори за корупција и 20 години после членството во Европска унија и натаму се заглавени до гуша. Тука се слагаме целосно, меѓутоа не знам дали се работи само за политички наратив како одговор на нашиот или ловење политички поени дома. Меѓутоа имаме обврски, имаме меѓународни гаранции кои што треба да пробаме да ги реализираме и да движиме напред. Вака не бива. Вака не бива. Ние сме претворени во држава у која што па во тие 49 дена што ги споменавме, од предпоследната изјава на Вајц до денес, немате еден чекор поместено во однос на некаков прогрес по реформската агенда. Ма ако ги провериме тендерските мрежи кои што ги објавуваме, сигурно дел од фирмиве кои што многу пати ги споменавме имаат по 2-3 тендера добиено. Не може на тоа да се сведеме, државата нема пари. И тоа младите бегаат не е само флоскула, факт е. Да, но поентата е да станеме членки на Европска унија, не само да ги почнеме преговорите сега. Поентата е да го подобриме стандардот и условите за живот тука. А тоа ќе го направите кога ќе продолжите по патот, апсолутно и кога ќе влезете еднаш. Целта е да се влезе, не само да се чекори по патот, иако и чекорењето по патот има своји бенефици. Јасно е што е проблемот со Бугарија, значи тоа историски не е од вчера, имаше многу предупредувања и кога СДСМ го потпишуваше договорот со Бугарија, дека ќе запне работата кога ќе дојде Гоце Делчев и Линденското востание да се разговара во таа историска комисија, тоаш немаше слух, но се случи во 2019-2020 и поради тоа Бугарија го стави ветото кога стануваше збор за Гоце Делчев. Сега овие денови вашиот колега нов во извршниот одбор Рубин Земон имаше една изјава во врска со Гоце Делчев во која со некоја неверојатна леснотија ја релативизира неговата улога во нашата историја. Па што мислите за таа негова изјава, дали се согласувате или дали ја споделувате? Прво да почнем со мојот став. За мене, а верувам и за сите мои колеги, сопартици и македонци, Гоце Делчев е најголемата и најзначајната историска личност за Македонија, основоположник на идејата на ова што сме денес. Човек со кој што ни почнува химната, великан. Така да не мислам дека тоа треба да го нагласувам. Рубин Земон дека ништо не направил, немало книга напишано, немало никаква битка направено. Колку и да не ми се, не било, видите, колку и да не ми се допадна контекстот кога јас ја слушнав таа изјава, верувам на она што Рубин го напиша вчера. Човекот се извини за таа изјава, објасни дека е извадено од контекст и дека доколку и некој ја интерпретирал така, тоа не била неговата намера, сакал да добро се, што ќе кажеме, практично јасно е што кажа, да не го цитираме, го слуша на цела јавност. И други македонски значајни имиња од тој период. Има начин како тоа да се направи без да се релативизира улогата на Гоце Делчев. Ве разбирам, сите можеме во даден контекст да погрешиме во намерата да постигнеме нешто, да имаме малку по-нестрекна или лошо третирана изјава. Жално е на кој начин јавноста му одговори. Мислам, Рубин беше овие 2 дена и вреѓан по основ на национална припадност и слично, и тоа е страшно нормално. Како партија вие дали стоите зад неговите ставови или не? Тоа е важно сега. Ние стоиме за она што он го кажа, а тоа е дека се извини за изјавата и контекстот во која што е дадена. За нас Гоце Делчев е великан вкоренет во се што сме ние денес, и тоа е тоа, и мислам дека не треба од оваа ситуација. Мислите дека со Бугарија некојаш ќе се договориме за Гоце Делчев? Не знам дали има потреба да се договараме. Па според договорот што го потпиша не знам дали има потреба треба, да се договараме, можеби треба тоа да го оставиме на ниво на историчари. Да, но историјата е дел од вториот протокол, а вториот протокол е дел од односите меѓу двете земји. Да, меѓутоа во една форма дека треба да се охрабруваат комисиите кои ќе запнат да наоѓаат диалог. Така да
Апсолутно мојот став го кажав, тоа е и став на партијата и жално е на кој начин, додека ја укинуваа техничката влада, ВМРО-ДПМН не направи помпа од ова. Замислите, главното прашање стана изјавата на некаков подкаст или не знам какво интервју на Рубин. Не беше изјавата секојдневна, секогаш публикуваат такви изјави. Тука ве разбирам, меѓутоа начинот на кој што ја експлоатираат е тенденциозен. Со тоа бегате од еден куп кризи кои што сте ги продуцирале практично, а од друга страна не втурнуете у некоја паралелна реалност дека младите и луѓето масовно се враќале у Македонија, додека другите земји ќе банкротирале. Да, имаше таква изјава министерката. Вие често говорите дека ова намерно не држат во изолација, дека сме седнати во скутот на Орбан и на Вучич со оваа влада. Но еве Орбан падна од власт, Вучич има многу проблеми во неговата земја, не верувам дека воопшто го интересира што се случува кај нас. Како и да е, не ве слушнавме да кажете став за Румен Радев. Румен Радев, еве прозападните медиуми, сега кога беа изборите, го портретираат како проруски човек, како новиот Орбан во Европската унија. Какво е вашето мислење за Румен Радев, кој очигледно наредните 4 години ќе биде нашиот соговорник од таа страна на границата? За жал, од наративот и реториката делува дека е особа со која што ќе имаме повеќе потешкоти отколку разбирање, барем во овој дел на незатворени прашања. Меѓутоа, оно што го споменавте во однос на Орбан и Вучич, аз сакам да го нотирам, ако ми дозволите, е што се што зборувавме, споменавте дека зборуваме, и тоа е точно, ние 4 месеци зборуваме на таа тема, се што зборувавме се потврди. Сите релации, врски, конекции, бизнис спреги, медиумски спреги се потврдија и во моментов во Унгарија се отвараат истраги буквално за истите имиња кои што во нашите пресконференции ги споменувавме. Веројатно и тоа е една од најголемите причини за вознемиреност и вакво однесување, нервоза, панично изменување закони на владата. Така да не е тоа наивна приказна, стоиме позади таа приказна, таа во моментот се потврдува, тоа не е приказна, тоа е реалност. 40% од медиумите во државата се уште под контрола, односно собственост на бизнисмените на Орбан. Тоа не е од вчера, тоа е 10 години, можеби повеќе на назад. Не е, меѓутоа власта на ВМРО е таа која што ги користи. Еве Алфа што ги прозивате, секој ден велат дека имале милион контроли, финансова полиција, додека беше владата на СДСМ и никогаш ништо не се најде спорно во нивното финансирање. И сега вие откако дојдовте во опозиција, сега повторно го актуализирате тоа прашање. Дали се нашло спорно или не знаеме. Знаеме од оно што барем јас јавно го проверив, знаеме дека финансиската полиција водела предмети кои што не биле процесуирани, ниту отфрлени, ниту прифатени од обвинителството. Затоа и поднесовме пријава. Меѓутоа, оно што сакам да не ја отфрлија, нити ја затворија. Едноставно, еве, јавноста не знае. Не разбирате што велам. Се вие додека бевте на власт, имавте сите полуги да ги проверите тие работи, не го сторивте тоа сега. Клучната разлика не е од вчера со нашето владење, односно владењето на СДСМ и ова владење на ВМРО сега е што сега власта максимално ги експлоатира и користи тие медиуми во ширење на најгнасна пропаганда, навреди, клевети, да не одам подалеку, јас лично веројатно сум им секојдневие станат. Што ви значи ВМРО кога, мислам, често го користите тоа? Организирана криминална група. Тоа вие го имате измислено, мислам? Ние, кој да го измисли? И тоа не е измислено, едноставно одговара на профилот на владење. Што го споменува тој да не Зоран Башановиќ. Треба да ми помогнете кој е Башановиќ. Јас не сум бил дел од ниедна влада претходно и не знам. А го имам прочитано у соопштенија на овие медиуми, меѓутоа се уште на работно место таков човек неам сретнато, нити се познавам. Знаете, по локалните избори се забележува дека значително имате заоштрено комуникацијата политичка со тие соопштенија ваши. Еве едно од последните
е насловено тероризмот е во крвта на ВМРО, ќе дозволите да цитираме на реченица, велите оваа криминална група, оваа терористичка келија сместена во Белата палата спроведува антидржавен тероризам. Не мислите дека е малку претерано легитимна, легална политичка партија која освоила најголем дел од гласовите во државата на регуларни избори што ги организирале СДСМ да ја нарекувате терористичка келија? Не се однесува наративот на тоа дали они се легално формирани, туку начинот на кој што се однесуваат. Начинот, криминалната матрица на кој што ги водат институциите, начинот на кој што се однесуваат преку медиумите кои што ги контролираат, така да тоа сватете го пежоративно на тој начин, а не делење како се регистрирани у Централен регистар. Вие сте фронтмен, да речем, на тие пресконференции, најчесто кога се говори за овие афери што ги отварате, сомнежи за тендери, корупции, така натаму, за Орбан, за Вучич. Објавивте, ако добро проверив на тој ваш портал, 13 бомби до сега ги нарекувате, така наречени бомби за сомнежи за корупција. Да. Но факт е дека вака нема некој силен одек во јавноста, за разлика од тие бомби пред десетина години кои беа навистина бомби, овие се малку како петарди. Сега прашањето мене ми е зошто мислите дека ова вака? Дали е содржината нивна проблематична, дали немате доволно докази? Дали мислите дека ВМРО контролира се од медиуми до антикорупцијска, до јавно обвинителство и така натаму? Или проблем вашиот кредибилитет како СДСМ да говорите воопшто за корупција? Прво говориме за корупција многу јасно и гласно, така да не мислиме дека имаме проблем со кредибилитетот за тоа. Ниту мислам дека по индиции за корупција и криминал било кој има проблем да говори. Тоа е прво. Второ, во прашањето дадовте и дел од одговорот, не се работи за петарди. Семејна фирма на еден од највисоките владени функционери да добие 151 државен тендер не е како може тоа да е петарда. Добро, или 9 милиони евра да добие фирма со двајца вработени. Антикорупцијска правеше проверки, верила дека се е според процедура, најниски понуди имале, легитимно било. Тоа беше срамна проценка, нивната проценка се сведе на тоа дека во моментот на истрагата, односно во периодот за кој што се зборува, таткото на особата бил повлечен од фирмата. Они не негираа ни една бомба или петарда, како сакате. Да, нема некакви докази за криминал. Не, апсолутно. Видите, има сериозни индиции. Знаеме тендерите кај нас како се делат и во времето на СДСМ и во времето на ВМРО. Институциите имаат обврска да седнат и да видат. Па може дека помислат дека индикативно фирма, например, со двајца вработени да добие 9 милиони евра. Ако била најниска понудата, што може да направи се тој што избира? Нека провери и нека одговори. А зошто не се пријува други фирми, тоа е друга работа, да. Во другата ситуација имате фирми во кои што константно се единствени јавувачи на одредени набавки кои што немаат промашено тендер, вредноста објавена на набавките и вредноста на договорот се еквивалентни. Па тоа е спротивно на логиката зашто постојат јавни набавки. Едните исти. Па тоа ако петарда, не знам. Добро, но нема некаков ефект ни од институциите. Нема ефект поради институционалната контрола која што ја имаат од една страна и притисокот на органите на они органи кои што треба да направат нели проверка, анализа, лошо звучи на органите за прогон, а од друга страна имаат 40% од медиумите преку кои што тоа го релативизираат со најсрамен наратив. Јон е оваков или тако, Венко има висококатница, имал бизнис у Африка и слично. Добро, излезе дека има виза на вистина. Тоа нека кажат ВМРО кога што има и како има, затоа што тука гледам две варијанти. Или на вистина ќе се потврди нашата теза дека користат приватна компанија озогласена за следење и фабрикување на афери, или фабрикуваат слика. Еве да оставиме на нив да ни одговори. Ова за визата, велите? Апсолутно. Па и за све што може да следи, за тоа што доколку се потврди дека е навистина така организација како Black Cube, која што видовме кој ефект го имава во Словенија или во Унгарија, оперира и тука во интерес на
На ВМРО може понатаму се да очекувате. Добро, ги коментиравте двата дела од моето прашање, но не и последниот за кредибилитетот на СДСМ. Сега јас ќе ве прашам поконкретно. СДСМ изгуби 3 изборни циклуси, вклучително и последните катастрофално, токму поради начинот на кој владееше тие 7 години и владењето на Зоран Заев како премиер и Ковачевски, кој формално го наследи, но ништо реално во суштина не се промени во функционирањето на таа влада, што би рекол Али Ахмети беше како до сега. Како од овој аспект вие го оценувате еуфоричното пречекување на Зоран Заев за време на роденденот на СДСМ? Не само што не се оградивте од него како политичка партија, од начинот на кој владееш, од неговите политики, напротив, сите ги поддржувате од договорот со Преспа, од бугарскиот договор, од францускиот предлог и од практиките на владење поради кои изгубивте толку избори, вие на крајот го пречекувате и со воодушевување. Како граѓаните да веруваат дека навистина сте се промениле и сте се реформирале? Прво, веќе кога го споменавте Зоран Заев, ќе почнам од таму. Нити сме се оградиле, нити има зашто да се оградуваме. Зоран Заев е човек кој дека нема зашто да се оградуваме. Сега ќе ви зашто мислите дека изгубивте на избори? Дозволете. Зоран Заев е човек кој што како председател на СДСМ победи режим, донесе слобода, ослободи медиуми, реши повеќе деценијски спор и ја внесе државата во НАТО. Зошто тоа би се откажувале? Во моментот кога сметаше дека начинот на кој што може би ја практицира власта или околностите довеле до пораз, човекот се повлече. 5 години, ако не грешам, не е на никаков начин вклучен нити во јавната политика, нити во креирање на било каква политика во партијата. Бидејќи тоа константно се импутира, Заев ја креира политиката. Да, дали сте тоа сигурни дека не се креира? Па таму сум Вие го се представник на новото лице на новата генерација во СДСМ, но дали не мислам има навистина реално промена или само има нови лица, а истите луѓе контролираат партијата? Одлуките во партијата ги носи председателот заедно со раководството у легитимен процес низ органите и телата. И Зоран Заев, нити Бучковски, нити Ковачевски како поранешни председатели не се вклучени во тие процеси. Јас не гледам ништо спорно. Срамно е како ВМРО успеа тоа да го вулгаризира и да го направи како нешто лошо. Меѓутоа тоа е, кога имате 40% од медиумите кои што испорачуваат се што ќе побарате, тоа е ефектот. Не гледам ништо спорно председателот Филипче. Тој беше пречекан така, не беше Бучковски пречекан така, не беше Ковачевски пречекан, па не знам ни Венко дали беше Филипче така пречекан. Искрено да ви кажам, сите председатели кои што дојдоа беа пречекани еквивалентно, исто па ако не памтам, јас бев таму, Заев дојде на крај некаде на прославата, повеќе од гостите беа новинари. Искрено веќе практично тоа беше крајот на роденденот и тоа не беше ништо впечатливо, нити ништо посебно. Најнормално пречекување на поранешен председател на партија, нито атмосферата према останатите поранешни председатели на партијата не беше поразлично. Зошто изгуби СДСМ толку избори? За мене е многу нормално председателот Филипче во одредени моменти да се консултира за одредени теми на кои што смета дека може да добие компетентен одговор со сите поранешни председатели или високи функционери на партијата и тоа е здраво. Многу поздраво од тоа да не знаете што да правите, например, со вашиот претходник Груевски, дали да го враќате или не. Ова е еден нормален однос на комуникација. Што избега во време на СДСМ и ДУИ. Еве сега нека побараат. Има не требаше да избега, прво требаше да... Се слагам, апсолутно. Еве има во Унгарија нова власт, се уште ги повикуваме и очекуваме да пратат едно подсетување, уште едно барање за екстрадирање назад, наместо да, што би рекле они, како беше, расфрваат пердови. Добро. На крајот сме од емисијата. Што мислите колку гласови СДСМ може да освои на следните парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат вонредни или редовни? На последните имавте 125.000, иако очекувањата беа дека ќе имате глас повеќе од парламентарните избори на кои имавте 150 и нешто илјади. Ве прашувам, бидејќи дел од вашите функционери сметаат дека доколку навистина не се промените
ризикувате и да исчезнете од политичката сцена. Конкретно мислам на Славјанка Петровска која имаше таков Facebook статус баш на денот на роден ден. Вратите на сите тие функционери се отворени, тие се наши почитувани члени, и импутот треба да го дадат внатре, а верувам дека имаат многу што да кажат и да понудат како конструктивни решенија наместо на Facebook, но потом тоа не е битно сега. Предпоставувам немаме време да ги анализираме бројките, но на што јас го осеќам, го гледам во партијата, во општинските организации, во одењата по терен, во импулсите кои што ги добиваме од народот, јас сум сигурен дека СДСМ ќе има многу подобар резултат не од претходните, туку од оние парламентарни избори на кој што изгуби власта, исто како што сум сигурен дека ВМРО нема да застане на пат од 150.000 гласови кои што ги забележаа на последните локални избори, туку може да оди и уште подале, впрочем веројатно и тоа го знаат, но тоа е тоа, на нас е да продолжиме да бидеме сериозни. Политички одговор ми дадовте, не ми кажавте конкретно. Мислите дека може да ги победите или не мислите дека може да ги победите? Мислите дека може да имате над 200.000 гласа, например? Па еве, дел сте од Центарот за анализи и истражувања, сигурно правите. Добро, не сум во Центарот за гатање. Сакам да ви кажем, очекувам и има анкети. Да, има анкети. Правиме анкети и затоа сум комотен од таа позиција, ова да ви го кажам. Нашите анкети, не би сакал да отварам бројки, но нашите анкети говорат дека СДСМ е единствената партија која што по локалните избори навака има растечки трендови, додека кај ВМРО-ДПМН нивната коалиција и привезок, знам тоа, е во спротивна насока. Меѓутоа, од начинот на кој што ја практицираат власта, не само што дали јас сметам дека они ќе се намалат во гласови, штетно е да останат. Важно, мислите дека тие ќе ги организираат и изборите после нив? Тоа ќе видиме. На кој нема да има техничка влада? Јас мислам дека тука е затоа и брзањето за предвремени избори, менување на закони и слично, но ќе видиме. Знаете како би било несериозно од моја страна сега да се бавам со политички проекции. Аналитика е спротивна на тоа. Добро, благодарам за ова прво интервју, господин Фрчковски. Ми беше чест, фала. Да, се надевам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме. Почитувани гледачи, тоа беше Јован Фрчковски, член на извршниот одбор на СДСМ. Ви благодарам за вниманието, имајте убав, пријатен, продолжен викенд. Се гледаме следниот четврток. Довидување.